И така да ги отвориме нашите Библии во Излез 20 глава и ќе ги прочитаме од 1 до 20 стих. Страна 89 во нашите Библии. Тогаш Бог ги изговори сите овие зборови. Јас сум Господ, твој Бог, кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството. Не ќе имаш никакви други богови покрај мене. Не ќе си правиш врезан лик, ниту некаква слика на она што е горе во небото, или долу на земјата, или во водата под земја. Не ќе им се поклонуваш, ниту ќе им служиш, зашто јас, Господ, твојот Бог, сум ревнив Бог. Ја посетувам неправдата на татковците, на оние кои ме мразат, на децата до 3-то и 4-то поколение, а покажувам милости на илјадници, кои ме љубат и ги пазат моите заповеди. Не ќе го изговараш напразно името на Господа, твојот Бог, зашто Господ не ќе го остави неказнет оној кој го зема напразно неговото име. Помни го саботниот ден, за да го осветуваш. 6 дена ќе работиш и ќе ги вршиш сите своји работи, а 7-миот ден е сабота Господова на твојот Бог. Тогаш никаква работа не ќе работиш, ни ти, ниту твојот син, ниту твојата ќерка, ни твојот слуга, ниту твојата слугинка, ниту твојот добиток, ниту странецот што е внатре во твоите порти. Зашто во 6 денови Господ ги направи небото и земјата, морето и се што е во нив, а на 7-миот ден се одмори. Затоа Господ го благослови и го освети саботниот ден. Почитувај ги твојот татко и твојата мајка, за да ти се продолжат дните на земјата, која ти ја дава Господ твојот Бог. Не ќе убиваш, не ќе прелюбодејствуваш, не ќе крадеш, не ќе сведочиш лажно против твојот ближен, не ќе го посакуваш домот на твојот ближен, не ќе ги посакуваш жената на твојот ближен, ни неговиот слуга, ниту неговата слугинка, ни неговиот вол, ниту неговото осле, ни што и да е што му припаѓа на твојот ближен. Целиот народ беше сведок на грмењето и светкањето. Сите го чуја звукот на трубата и видоа како се дими гората. Гледаа и трепереа и стоеа подалеку. Тогаш му рекоа на Мојсеја: зборувај ни ти, а ние ќе слушаме. Нека не ни зборува Господ, за да не изумреме. Не бојте се, му рече Мојсеј на народот, зашто Бог дојде да ве испита, за да остане со вас стравот пред него, па да не сгрешите. Амин. Денес со Божја помош ќе ги насочиме нашите мисли кон различна тема од вообичаените проповеди на Евангелието според Јован. И како што реков, ќе отпочнеме нова серија проповеди на тема 10 Божји заповеди и со Божја волја ќе ги разгледаме сите заповеди поединечно и ќе почнеме од почеток ова утро на заповедите, тоест од воведот. Во случајот со Божјите заповеди, кои што ни се запишани во оваа глава што ја прочитавме, имаме краток вовед од самиот Бог. Тој ги дава заповедите, ама тој не воведува во нив. Така ќе ги разгледаме само првите 2 стиха денеска со Божја волја, за да имаме правилен пристап кон самите заповеди. 10 Божји заповеди можеме да речеме дека се сумација на моралниот закон Божи, а тие самите се сумирани во зборовите кои нашиот Господ и Спасител ги кажува: љуби го Бог и љуби го ближниот како себе си. Или уште посумирани, со еден збор можеме да речеме дека е љубовта. Љубовта е сумација на моралниот закон. Или како што вели апостолот Павле во Римјаните, љубовта е исполнување на законот. 13 глава, 10 стих во Римјаните. Но колку и да е корисно тоа самото сумирање на заповедите на моралниот закон, ние би требало како христијани да сакаме да ги знаеме сите тие длабочини и ширини на Божиот закон, како што
Павле се моли во Ефесјаните за Ефеската црква, тие да имаат подлабоко разбирање на љубовта Божја, и ќе прочитаме во 3 глава, 18 и 19 стих, во посланието до Ефесјаните, каде што Павле вели, за да можете да сватите со сите свети што е ширина и должина и височина и длабочина, и да ја познаете Христовата љубов, која го надминува знаењето, за да се исполните од целата Божја полнота. Треба да бидеме и ние со истата мисла како псалмистот, што во Псалм 119, 96 и 97 стих вика: му ја гледам границата на секое совршенство, а твојата заповед нема граница. О, колку го љубам твојот закон, по цел ден размислувам за него. Или како што пеевме во првиот псалм, каде што псалмистот вели: вес ден размислувам за твојот закон. Затоа таа длабочина на моралниот закон не поучува повеќе за нашиот Бог, на оној кој што му служиме, и за нашата потреба од него. Ќе се потрудиме во наредните проповеди, ако даде Бог, да ги разгледаме подетално сите заповеди, една по една, а тие се 10 зборови кои се издвојуваат од останатите закони кои што Бог им ги дал на израелците. Ќе разгледаме на кој начин се издвојуваат и зошто и тие се посебни за нас и денес. Овие два стиха во 20 глава, 1 и 2 стих, можат да не научат работи за Бог и за нас, кои што може би сме ги испуштиле во наши читања во Словото Божјо. Така прво ќе разгледаме како е одвоен или посебен моралниот закон од останатите закони, за потоа да видиме што поточно не учи самиот вовет во сумацијата на моралниот закон. Така прво, одвоеноста на моралниот закон. Лесно можеме да западнеме во таа тенденција дека законот не е поделен, туку секоја заповед што била дадена на израелците е иста и под иста категорија. И не е ретко да се каже дека нема категории законот. Туку трите категории на законот, и тоа морален, церемонијален и правен, се човечка поделба. Но дали тоа навистина е така? Дали во Библијата не можеме да најдеме поделба на законот во три категории? Секако, мораме да се согласиме дека нема да ги најдеме тие исти зборови во самата Библија. Самата Библија нема да ни каже дека законот е поделен на морален, церемонијален и правен со тие исти зборови. Но прашање е дали мора да ги имаме тие зборови конкретно, за да можеме да зборуваме за поделба и да зборуваме општо за било каква доктрина, дали мораме да речеме дека мора да има некој конкретен збор во Библијата за да одредиме некоја доктрина. Ама ако речеме така, тоа ќе имаме опасност да негираме Светото Тројство, бидејќи во Библијата нема да најдеме конкретен збор, точен таков збор, Светото Тројство, бидејќи Бог никаде сам по себе не вели Бог е троеден или Бог е во три лица. Тие зборови ги нема во Библијата, но тоа никако и не ни смее да не спречува да веруваме и да зборуваме за Светата Тројца, бидејќи тоа е заклучок на целото Слово, на сите 66 книги во Библијата. Бог е троеден Бог и како таков тој ни се објавил и во таков веруваме. И според таа споредба и за оваа поделба на законот, мораме да погледнеме дали Словото само прави разлика помеѓу сите заповеди што ги имаме. И сега гледајќи во нашиот текст, можеме да видиме во првиот стих, тогаш Бог ги изговори сите овие зборови. Гледаме дека Бог ги изговори сите зборови, сите 10 заповеди звучно и гласно. Тој со свој глас ги изусти овие зборови. Гледаме дека овие 10 зборови, заповеди, се сумација на моралниот закон
и биле различно објавени од сите други останати заповеди. Од оваа 20 глава на Излез, па се до книгата на Броеви имаме разни заповеди, имаме разни закони, што Бог му ги дава на Мојсей. Но тука гледаме дека Бог специфично овие 10 заповеди ги изустува на целиот народ или на тогашната црква, на целата црква, израелскиот народ. А сите други заповеди му биле само кажани на Мојсей. И Мојсей ги пренел на народот. Бил должен да го направи тоа. А за да ни биде појасно дека навистина само овие зборови ги изусти Бог на сите израелци, затоа и прочитавме до 20 стих, во 18 и 19 стих гледаме дека целиот народ беше сведок на грмењето и светкањето. Сите го чуја звукот на трубата и видела како се дими гората. Гледаа и трепереа и стоеа подалеку. Тогаш му рекоа на Мојсеја: зборувај ни ти, а ние ќе слушаме. Нека не ни зборува Господ, за да не изумреме. Гледаме дека тука има израелците страф од гласот Божи и затоа заклучуваме дека Бог им зборувал на израелците и овие зборови биле искажани од устата на Бог. Звучно им ги пренел сите овие заповеди, овие 10 заповеди. А поради стравот од авторитетот во гласот на Бог, израелците бараат да не им зборува повеќе Бог лично, туку да зборува преку свој слуга. И понатаму така е низ целото слово до моментот на доаѓањето на Исус, зборува преку пророци кои што ги повикува и така им зборува на својот народ Бог. И така разбираме и заклучуваме дека овие зборови се посебни, бидејќи Бог ги изустил на целиот народ со свој глас. Второ, како овие заповеди се разликуваат од останатите, од тие церемониални закони, од тие правни закони за државата на Израел, гледаме во начинот на кој што се запишани. Затоа можеме да читаме во Излез 31 глава, 18 стих, каде што вели: кога Господ го сврши својот разговор со Мојсеја на Синајската гора, му даде 2 плочи на сведоштвото, камени плочи напишани со Божиот прст. Но може би ова и не е толку јасно што има на тие камени плочи. Па затоа мораме да прочитаме и во 34 глава од Излез, каде што јасно ни е кажано дека на плочите биле запишани зборовите на заветот, т.е. 10 Божи заповеди. И 34 глава, 28 стих вика: Мојсей остана таму на гората 40 денови и 40 ноќи. Ниту јадеше леб, ниту пиеше вода. Тогаш ги напиша врз плочите зборовите на заветот, 10 заповеди. Така гледаме дека тие се запишани од самиот Бог и се запишани на камени плочи. Фактот дека тие се запишани од Бог ги одвојува од сите останати заповеди, бидејќи другите заповеди ги запишал Мојсей или Исус Навин во Петтокнижието. Фактот дека се запишани на камени плочи ја утврдува и постојаноста и истрајноста на тие заповеди во споредба со другите. Каменот, како што знаеме, е нешто што останува и не се уништува така лесно, за разлика од хартијата или кожата на која што се пишувало. И затоа до денес се останати многу камени плочи во музеи, кои што се стари повеќе од милениум, во споредба со други материјали како хартија или кожа, што при природни непогоди биле уништени. Но ова не значи дека ние денес ги имаме истите плочи на кои биле запишани тие 10 заповеди, но ни помага да ја сватиме постојаноста на зборовите кои биле на тие плочи. Од тука доаѓаме до третото, кое што ни потврдува дека се различни
овие заповеди од другите, и тоа е начинот на кој што биле тие сочувани. Тие камени плочи биле сочувани во ковчегот на заветот. Бог му заповеда на Мојсей да ги стави тие плочи во ковчегот на заветот. А тој ковчег во Стариот Завет го значува Божиото присуство. Тој стоел во најсветото место во шаторот, после во храмот. Тој ковчег го означувал небесниот трон Божи, каде што Бог седи и царува над светот и над своето создание. И во тоа што самите плочи биле сместени во тој ковчег, разбираме дека Бог во себе си е свет. Бидејќи овие 10 заповеди, најпрво, како што реков, ни објавуваат и кој е Бог. Тој е постојано свет и нема промена во него, па така и во овие 10 заповеди не може да има промена и не може да бидат различни или други. Никогаш не можеме да речеме дека Бог можел да напиши и ќе убиваш. Не, тој вика не ќе убиваш, бидејќи Бог е свет и во него убиството е грев и не може да биде поинако од тоа. Во овие 3 работи, кои што ги видовме, гледаме како овие заповеди се различни, одвоени од другите церемонијални и правни закони, а бидејќи како што видовме тие објавуваат светоста Божја и се во присуството Божјо, тие се вечни и непроменливи. Тие биле и пред да бидат објавени и запишани тука во Излез 20 глава, биле во времето на Адам и Ева, биле запишани во човековото срце, како што Павле вика во Римјаните 2 глава 14 и 15 стих, каде што кажува за безбожниците или оние кои што се надвор од Израел, народите, паганите, дека го имаат законот во своето срце. И читаме во Римјаните 2 глава 14-15 стих вика, зашто кога народите кои немаат закон го исполнуваат по природа, она што законот го бара, тоаш тие се, немајќи закон, сами за себе закон. Тие покажуваат дека делото на законот е напишано во нивните срца, зашто сведочат нивната совест и нивните мисли, што меѓусебно се обвинуваат или се бранат. Гледаме дека уште од создавањето во Адам и Ева ги имало тие морален закон на Бог. Таму е воспоставен бракот и тоа е 7-та заповед за да не прељубодејствуваш. Таму е воспоставена починката во еден ден од 7. Тука ја гледаме 4-та заповед, да имаш еден ден одмор од седмицата. Но гледаме и понатаму во убиството, при убиството на Каин врз Авел, дека Каин е виновен за убиство и тој ја прекршил 6-та заповед. Така можеме да преминеме и на Новиот Завет и никаде во Новиот Завет не гледаме дека некој, дали Исус, дали апостолите ги укинуваат овие заповеди, туку напротив тие ги утврдуваат. Исус самиот во Матеј 5 глава 17 и 18 стих вели: не мислете дека дојдов да ги поништам законот и пророците, не дојдов да ги поништам, туку да ги исполнам. Зашто вистина ви велам, додека не поминат небото и земјата, ниту најмалата буква, ни цртичка, не ќе ја снема од законот, додека не се збидне се. Гледаме и во животот на Исус како сведочи со фарисеите, тој ги поправа грешките на фарисеите, што ги направиле своји закони, своји заповеди што се измислиле, а не го следеле законот Божи, и ги поправа тие грешки, ама никаде не го укинува законот, моралниот закон, туку го утврдува. А Павле исто вели дека не го укинуваме законот преку верата, туку со тоа го утврдуваме законот. Сега ќе преминеме и на втората точка, што не учи воведот во 10 Божи заповеди. Што не учи воведот во 10 Божи заповеди?
согледувајќи како моралниот закон е одвоен од другите закони, што им биле заповедани на израелците, и за неговата постојаност, постојаноста на моралниот закон, доаѓаме до самиот текст каде што ни е објавен тој морален закон, каде што се пишани тие 10 Божи заповеди, како сумација. Ако заклучивме дека тие се разликуваат и ни објавуваат Божијата светост, ние мораме да се потрудиме да разбереме каква е Божијата светост и неговата волја за нас, бидејќи како што израелците биле поттикнати да бидат свети, како што е Бог свет, така и ние истиот поттик го имаме од апостолот Петар, каде што вели и ги цитира тие познати зборови од книгата на Левитите: бидете и самите свети во целото свое држење, зашто е напишано: бидете свети, зашто јас сум свет. 1 Петрова, 1 глава, 15 и 16 стих. Но како што реков, во оваа проповед ќе се насочиме само на воведот или предговорот во 10 Божи заповеди. Воведот во 10 заповеди е запишан во вториот стих на нашиот текст, и тоа: јас сум Господ, твој Бог, кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството. Тоа е предговорот за секоја заповед, не е само предговорот за првата заповед: јас сум Господ твој Бог, кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството. Тоа е предговор за секоја заповед, и после тоа може одма да следи: не ќе убиваш, или почитувај ги твојот татко и твојата мајка. Не е само за првата заповед. И како секој вовед, многу луѓе често во книги, кога ќе земеме да читаме книга, може да го скокнеме тој вовед и да почнеме да го читаме делото. Но тука не смееме тоа да го направиме, бидејќи Бог ни зборува во овие зборови, што ги имаме пред нас, и ни објавува длабоки нешта. И бидејќи самиот Бог е оној што зборува, ние не би требало никој збор негов да го скокаме и да не го читаме. Во самиот овој вовед имаме 3 причини кои што Бог ни ги дава зошто треба да ги пазиме овие 10 заповеди. И со Божја волја ќе ги разгледаме сите тие причини и ќе видиме како поради тие нешта ние сме обврзани да ги пазиме неговите заповеди. И првата причина, која што ја гледаме, е во самата објава на Господ или Јехова, каде што вели: јас сум Господ. Тука Бог го користи своето име со кое што се објавил, Јехова, што во суштина значи јас сум. И со тоа име тој се објавува како совршен, величествен, свет и над сите созданија, бидејќи единствено тој е доволен сам во себе. Ние сме создадени, а тој е несоздаден. Ние сме ограничени, тој е неограничен. Ние го имаме нашето постоење само во него, како што вели Павле: зашто во него живееме, се движиме и постоиме, а тој не е зависен од никој, ниту еден. И затоа гледаме како прва причина авторитетот што Бог го има како Господ. Тој може да заповеда, а ние мора да пазиме, да го слушаме. Тој го има целосниот авторитет над секое создание, над секое свое создание, бидејќи тој е создал. Ние сме во негови раце и според тоа нема човек што не е должен да ги пази овие заповеди. Нема ниту еден. Бог е Господар над сите. Може да видиме и во контекстот во кој што ги искажал овие заповеди, како биле искажани со авторитет. И тие 2 стиха што ги прочитавме, 18 и 19 стих, ни покажуваат дека целиот народ треперел пред неговиот глас и стоеле подалеку од самата гора, која што од присуството Божјо ни пишува дека била во дим.
Неговиот глас бил како грмеш и светкање. Тоа со право ги заплашило израелците, а треба и да влее страв и во нас. Господ Бог е оган што проголтува, како што ни е кажано во Евреите, 12 глава. Со таквата манифестација на својата слава, сила и светост, Бог им укажал дека секој збор или секоја заповед мора да се извршува, бидејќи тој е Господ кој заповеда. Како што пеевме во Псалм 100, 2 и 3 стих, служете му на Господа со веселба, дојдете пред неговото лице со радосни извикувања. Знајте дека Господ е Бог. Тој не создаде и ние сме негови. Негов народ сме и овци на неговото пасиште. Ние сме поданици негови. Тој е наш Господар. И како што еден слуга ги почитува заповедите на својот Господар, или како што еден работник ги почитува правилата на својот работодавач, без правила кои што биле поставени само од волјата на работодавачот, без да се консултира со работниците, така и ние мора да ги пазиме и почитуваме заповедите на нашиот Господ Бог. Тој заповеда без да се консултира со нас, бидејќи ја има власта на нас, тој не создал. Но не остава тука, иако е и тоа доволно силно за ние да сме обврзани да ги пазиме овие заповеди, но ни дава друга причина и како второ гледаме личен однос. Немаме должност само поради тоа што Бог е Господ и Господар на нас, туку сме обврзани да ги пазиме заповедите, бидејќи Господ е наш Бог. Во стихот пред нас гледаме јас сум Господ, твој Бог. Имаме еднина на таа присвојна заменка, твој Бог. Господ не им зборува колективно тука на народот, ни сега не ни зборува колективно, туку се обраќа лично на секој. И вика, јас сум Господ, твој Бог. На секој што Господ е негов Бог, него му се обраќа. На секој со кој што Бог стапил во завет, него му се обраќа. И тој завет не е од двете страни да се согласат, туку едностран. Бог го иницирал тој завет и јасно го искажува тоа. Јас сум Господ, твој Бог. И затоа тука ја гледаме благодатта Божја. Тој во самиот вовед на заповедите, на законот, укажува на благодат како мотивација на пазење на истите заповеди. Како што видовме каков е Господ Бог, возвишен и над секое создание, сега гледаме дека истиот тој Бог се смилувал кон нас, кон грешните луѓе. Иако свет и одвоен, возвишен, одвоен од секој грев, Бог се смилувал и стапил во завет со грешни луѓе. И оваа причина, како и последната што ќе видиме за пазење за заповедите, мора да се лични. Мораме да се испитаме секој во себе си, дали може да речеме дека Господ е мој Бог. Оваа изјава на Бог бара вера. И така согледуваме дека 10 Божи заповеди следат на верата, а не претходат на верата. И се плод на верата. Вера во што? Па вера во божествената објава дека тој е наш Бог, дека вера во Исус Христос, Синот Божи, кој ги зеде гревовите на својот народ врз себе и плати за нив. Така, драги пријатели, ако денес некоја нема таа вера, тој се уште сепак е должен да ги пази сите овие заповеди, што ќе ги разгледаме со Божја волја, но во својата вршеност во извршувањето, тој не е ослободен од казната за гревот во извршувањето, а казната за неизвршување совршено на овие заповеди е смрт и вечен пекол. И затоа треба да се испитаме
дали ја имаме таа вера во Исус Христос и дали можеме да речеме дека Бог е наш Бог, мој Бог. А оние што можат да кажат дека Господ е мој Бог, со љубов и од благодарност и со радост сакаат да ги извршуваат овие заповеди. Но во својата несовршеност во извршувањето на истите, бидејќи се уште го носиме тоа грешно тело, ние можеме да погледнеме кон оној што совршено ги изврши сите заповеди, имено нашиот Господ и Спасител Исус Христос. А така денес е денот за вас кои не верувате и не го имате Господ како свој Бог и не можете да речете дека Господ е мој Бог, да пристапите со вера кон Него. Да му верувате на сите Негови зборови и да верувате во Неговиот Син Исус Христос. Затоа Бог не зборува во идно време, тука не вели јас ќе бидам твој Бог, туку во сегашно време. Јас сум Господ твој Бог, сега. Неговиот збор е цврстата основа врз која треба да се темели нашата вера. И така за оние што поверувале во Христос Исус, Господ не остава со тие две причини за пазење на овие заповеди, иако, како што кажав и за втората, првата би била сосема доволно, но ни дава и трета причина. И читаме во текстот: Јас сум Господ, твој Бог, кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството. Третата причина ја гледаме во таа изјава: кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството. Бог како наш спасител или искупител. Тоа е третата причина. Бог, пред да каже било каква заповед, ги насочува израелците да размислат и да се сетат дека биле во робство и се избавени од тоа робство во кое што се наоѓале. Но ние не сме исклучени од тоа и не сме изоставени бидејќи не сме биле во робство во Египет, туку напротив, тука сме и вклучени и ние денес. Сите луѓе без дискриминација се робови на гревот. Нема некој овде што може да рече дека никогаш не бил роб на гревот. Ние се наоѓаме во истата состојба во која што се наоѓале израелците во Египет, ако не сме ослободени од робството на гревот. Сами не можеме да се ослободиме од гревот, како што ни израелците сами не можеле да се ослободат без силното дејствување на силната рака на Господ и избавувањето од раката на фараонот. Читаме дека израелците во Египет морале да служат со многу вложен труд и напор и немилостиво, како што ни вели текстот во Излез прва глава 14 стих. Така и секој што робува на гревот. Гревот е немилосрден Господар. А како што и египетците биле уништени, кога израелците биле ослободени, така и гревот е исто обессилен и умртвен во победата над гревот од нашиот Спасител Исус Христос. И во сите овие споредби гледаме дека заповедите што следат на овој предговор и кои што, ако е Божја волја, ќе ги разгледаме во наредни прилики, се во контекст на благодат и милост. Причините што ги дава Бог за пазење на овие заповеди се доказ дека и ние во Христовата слобода, што само Тој може да ни ја даде и ни овозможува, сме обврзани да ги пазиме овие 10 заповеди. И како што наближуваме до крајот на оваа проповед, мораме да бидеме јасни дека самото пазење на заповедите никако не може да не направи угодни на Бог. Не читаме во текстот: не ќе имаш други богови покрај мене, за јас да бидам твој Бог и да ти изведам од робството. Никако. Гледаме поинаков редослед. Бидејќи јас сум Господ твој Бог кој те изведе од робството, не ќе си правиш врезан лик, ниту ќе му се поклонуваш, ниту ќе му служиш.
И затоа ако западнеме во таа опасност каде што мислиме дека можеме да му годиме на Бог со наши дела и со извршување на овие заповеди, тогаш воопшто не сме ја сватиле поентата што Бог ни ја покажува тука во неговиот предговор. А воено сме на патот кон пропаста. Бидејќи како што еден црковен служител во 18 век, Ралф Ерскин, умешно кажал, строг господар беше законот, бараше плитари, не одрекувајќи да даде плева, но кога со евангелска уста пее законот, ме кани да летам и ми дава крилја. Ако пробуваме да го исполниме законот, никогаш нема да успееме, а военно сме се изложиле да ја сносиме казната на законот, а тоа е смртта. Затоа Исус Христос дојде да го исполни законот и да ја плати таа казна за гревот, за престапот, но не неговиот престап, туку престапите на својот народ. И законот, кога се исполнува поради љубов и благодарност кон Бог, бидејќи прв тој не возлюбил, е како што вели Ерскин, не кани да летаме, но ни ги дава и крилјата потребни за да летаме. Господ суверено ни заповеда, но военно и милостиво ни ја дава благодатта за да го извршуваме она што е заповедано. И така можеме да речеме дека ја имаме силата да ги извршуваме сите заповеди што се тука запишани кои што ги читавме. А друга тенденција пак е да речеме дека овие заповеди не се битни за христијанинот денес, бидејќи сега живееме преку вера. И секако дека живееме преку вера, но како што спомнавме, како можеме да бидеме свети, како што Бог е свет, ако не ги пазиме Христовите заповеди? А кои се Христовите заповеди, ако не е љубовта кон Бог и љубовта кон ближните? А како што кажавме, тоа е сумацијата на 10 Божи заповеди, кои што се сумација на моралниот закон. И во почеток кажавме дека законот ни открива за нашиот Бог и за нашата потреба од Него. И така во моралниот закон, најпрво, ние ја сваќаме својата грешност. Потоа ја согледуваме нашата немој, со цел да ја сватиме нашата потреба од Искупителот, Спасителот Исус Христос и за крај да можеме со благодарност во Неговата благодат да ги извршуваме сите овие заповеди, Неговите заповеди. Како што ни беше проповедано од Јован 14 глава, пред некоја недела, оној што го љуби Христос ги пази Неговите заповеди. Не смееме да мислиме дека поради што сме под благодат, имаме некоја слобода сега да грешиме. Тоа апостолот Павле јасно го негира во посланието до римјаните. И во 6 глава 15 стих вели, па што? Да грешиме ли? Зашто не сме под законот, туку под благодатта? Да не биде. Не сме под законот за наше оправдување пред Бог, но законот е поставен за нас, верните, да се осветуваме и повеќе да наликуваме на Христос Исус. И така, браќи и сестри, согледавме дека моралниот закон не е укинат, бидејќи е втемелен во Божиот карактер. Бог не се менува, така и моралниот закон не се менува, ни се укинува. И согледавме дека Божиите 10 заповеди се сумација на тој морален закон. А гледајќи во тие први 2 стиха од нашиот текст, видовме како Бог не воведува во тие заповеди со убедливи причини за пазење на истите. Јас сум Господ, твој Бог, кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството. И во сето ова, Исус Христос не кани сите нас, дојдете при мене сите кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. И така,
пазењето на овие заповеди во светло на овој повик од самиот Господ и Спасител не е терет, туку е слобода за верникот. Пазењето на овие заповеди во светло на овој повик да го земеме неговиот јарем и неговото бреме не е терет, туку е слобода. И затоа нека Бог ни дава благодат. Амин. Да се помолиме. Господе Севишен Боже наш, пристапуваме пред Тебе, пред Твојот трон на благодат, да Ти искажеме благодарност и да Те прославиме Тебе. Навистина, Ти во Твојата благодат си се смилувал на нас и си не избавил од робството на гревот и ни даваш благодат за да можеме да живееме угодно на Тебе. И се молиме, Господи, нека ова слово што Ти ни го даваш биде силна причина за да Те следиме Тебе и да бидеме свети како што Ти си свет. Но признаваме, Господи, дека во себе ја немаме силата за да ги извршуваме Твоите заповеди. Ја бараме, Господи, од Тебе силата потреба. Ја бараме благодатта и Светиот Дух да не води да ги извршуваме оние заповеди што Ти ни ги даваш. И Те молиме, нека сите наши размислувања и нашите зборови, нашите устни бидат угодни на Тебе. И во овој ден Ти чувај ни и пази ни од секој грев и води ни во патот на праведноста и насочувај ги нашите мисли кон она што е вечно, неминливо и оттргнувај ги од овој свет и од похотта на овој свет, похотта на телото и гордоста на нашите очи. И насочувај не постојано со нашите очи да гледаме кон оној што ја плати казната за нашиот грев и да се радуваме во Него, да го славиме Него и да уживаме во Него. Се оставаме, Господи, во Твои раце. Ти води не, чувај не и пази не. Во името Христово се молиме. Амин.